Во склоп на одбележувањето на 8 ноември, денот на ослободувањето на градот, денес се одржа и Митровденските средби на нови доктори на науки. Годинава на 14-тите поред Митровденски средби беа промовирани доктори на науки кои во периодот помеѓу двете празнувања на градот се стекнале со титулата доктор. На овие средби доминираше понежниот пол. Дури 16 од вкупно 21 доктор на науки се жени, со што е постигнат уште еден рекорд. Би требало да представува еден стимул, една мотивација да се искористат сите тие елементи на детерминантите нормално за да може да се подобри воспитно-образовниот процес. Истражувањето беше спроведено на ниво на Штип и неколку градови од Источна Македонија. Испитаниците беа стручни соработници, наставници и ученици. Нормално добивме релевантни информации кои што делумно ја потврдуваат главната хипотеза на оваа тема. Мојата инспирација беше пред се македонската книжевност од една страна, од друга страна егејската тема која што представува едно горливо, се уште неразрешено екзистенцијално прашање поврзано со македонската историја и македонскиот народ. Меѓутоа сакав да ја дадам едно поуниверзално толкување и да ја вклопам во современите состојби, актуелните состојби со оглед на тоа што бездомноста, прогонството и екзодусот се уште актуелни пројави во светот. На Митровденските средби своје обраќање имаше градоначалникот Илчо Захариев. Вие имате една голема мисија да бидете учители, воспитувачи, да бидете професори. Да бидете прави учители како што биле и нашите свети Климент и Наум, како што биле Гоце Делчев, Даме Груев и плејадата професори од поранешна учителска школа, педагошкиот факултет и рударско-геолошкиот факултет. Направете го свети Кирил и Метој да биде втор универзитет во Македонија, а првото место дајте му го на Гоце Делчев. На научната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев денес си беше подарена книга стара 200 години од страна на Трајко Пиков, поранешен директор на библиотеката.